По повод денешниот ден, 4 мај, денот на загинувањето на Гоце Делчев, во Македонската академија на науките и уметностите, беше доделена награда која го носи името на овој истакнат македонски револуционер и визионер. Наградата за големи научни достигнувања ја добија докторите на науки Иван Микулчич за трудот големи археолошки откритија, Марко Китевски за книгите Преданија и легенди и говорни народни умотворби, книга 9 и 10 од едицијата Македонски народни умотворби во 10 тома и Тони Јаневски за научниот труд Комутација и рутирање. Председателот на МАНУ, академик Владо Камбовски, при доделувањето на наградата посочи дека Гоце Делчев со неговата визија ја втемелува идејата за самостојност и независност, како и за развој и напредок на македонското општество. Гоце Делчев е символот на македонското раѓање и вишнење до денешната слободна и независна македонска држава, како мултикултурна заедница на македонскиот народ и на деловите од други народи кои живеат во Република Македонија. Поради тоа не случајно токму името на Гоце Делчев е избрано да ја возвиши највисоката државна награда за научно дело. Тоа е синоним на стремежот за културен и духовен развој, за подпирање врз сопствените сили, ум и знаење, врз кое треба да биде цврсто втемелен мостот на македонското општество кон новиот век на наука, знаење и образование и научно-технолошки развој. Добитникот на наградата доктор Марко Китевски посочи дека посебно задоволство и чест му е да биде добитник на оваа награда, нагласувајќи дека преку вакви научни трудови се потврдува македонскиот идентитет, кој што и во 21. век е под закана. Дури и во 21. век во културна Европа ние мораме да докажуваме кои сме и што сме. И тука националните научни дисциплини, науката за јазикот, за литературата, историјата, фолклорот и така натаму, на најдобар начин ја докажуваат нашата национална самобитност и ги афирмираат идеите и заложбите на Гоце Делчев. Ако за браќата Миладиновци беше речено дека го забрзаа времето, за генерацијата на Гоце можеме да речеме дека ја создаваше новата историја на Македонија. Таа генерација ги стави темелите на нашата револуционерна борба, што го изведе славното Илинденско востание од 903-та, што продолжи со Асномскиот подвиг од 44-та и што доведе до на сите нам познатиот 8 септември 91-та. Делата на тројцата добитници на наградите се од областа на археологијата, фолклористиката и од областа на информатичко-комуникацијските технологии, а одлуката за доделување на наградите е донесена од страна на Одборот за доделување на награди на МАНУ.